Добар ден, најнапред да ве поздравам и да ви се заблагодарам за денешното присуство на денешната пресконференција по повод организацијата на 8-миот меморијален меѓународен ракометен турнир Миле Нешковски. Од 25 до 28 овој месец Прилеп е домаќин на 8-миот поред меѓународен ракометен турнир Миле Нешковски. Јас како представник на судискиот збор Прилеп и Никола Чаданов како представник на ракометниот клуб Прилеп, воедно и представник на приватната компанија Конфи Ангел. Тука сме денеска да ви објасниме распоредот, агендата и се она што ќе се случува во наредните од 25 до 28 4 дена во Прилеп. Оваа година имаме 8 екипи кои ќе учествуваат на овој меѓународен ракометен турнир. Покрај домаќинот РК Прилеп, тука е ракометниот клуб Дубочица од Лесковац, Србија. Тука е ракометниот клуб Кокс од Финска, ракометниот клуб Скопје од Скопје, ракометниот клуб Струга, ракометниот клуб Еврофарм 2, ракометниот клуб Пролет од Скопје и ракометниот клуб Мулти Есенс од Скопје. Оваа година имаме повеќе надпревари, имаме 16 надпревари кои ќе се одигруваат во 4 дена. Овие 8 екипи се поделени во две групи. Во првата група се покрај домаќинот ракометниот клуб Прилеп, тука е ракометниот клуб Дубочица од Лесковац, ракометниот клуб Скопје и ракометниот клуб Струга. Додека во втората група ги имаме ракометниот клуб Кокс од Финска, ги имаме ракометниот клуб Еврофарм 2, ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Мулти Есенс. Овој обемен турнир немаше да го организираме доколку ја немаме поддршката од генералните спонзори. Тоа се Агенцијата за млади и спорт, Општина Прилеп и градоначалникот Борче Овчевски, Матадор Прилеп, јавното комунално претпријатие Водовод и канализација, конфекцијата Кули и конфекцијата Конфи Ангел. Други помагачи на овој турнир се и фирмите ВИК Македонија Прилеп, Автоконтрол Прилеп, Кафемати Булевар Прилеп, Кондатор, ЦМЦ, Бинфуд Прилеп и Хотел Атлас. Во однос на агендата на овој меѓународен ракометен турнир, на 25.8, тоа е во петок, имаме во 12 часот продолжување на цвеќе пред споменикот на универзалната сала, каде што се наоѓа споменикот на Миле Нешковски. После тоа одма преминуваме во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко, каде што започнуваат надпреварите. Првиот надпревар во 14 часот го играат екипите на Еврофарм 2 и Пролет. Во 16 часот ги имаме ракометниот надпревар Скопје, ракометниот клуб Дубочица. Во 18 часот домаќинот ќе се сретне со екипата на Струга и во 20 часот последниот надпревар го имаме помеѓу екипата на ракометниот клуб Кокс и ракометниот клуб Мулти Есенс. Тоа е агендата за на 25-ти. За на 26-ти надпреварите започнуваат во 13 часот помеѓу екипата на Еврофарм 2 и екипата на Мулти Есенс. Во 15 часот ракометниот клуб Дубочица игра со ракометниот клуб Струга. Во 17 часот ракометниот клуб Прилеп игра со ракометниот клуб Скопје. И во 19 часот последниот надпревар го игра екипата на Кокс со Пролет. Тоа е за во сабота. Во недела на 27.8 надпреварите започнуваат исто така во 13 часот. Ракометниот клуб Скопје игра со ракометниот клуб Струга. Во 15 часот ракометниот клуб Прилеп со ракометниот клуб Мулти Есенс. Во 17 часот играат ракометниот клуб Кокс со ракометниот клуб Еврофарм 2 и во 19 часот домаќинот играат преварот со Дубочица. Тоа е за недела.
додека во понеделник се игра разигрување за пласма и тоа во 10 часот за 7 место, во 12 часот за 5 место, во 14 часот за 3 место, во 16 часот за 1 место и во 17:30 имаме свечено затворање на турнирот и доделување на награди. Тоа е околу организацијата на овој меѓународен 8 поред ракометен турнир Миле Нешковски. Само да напоменам дека сите овие надпревари ќе се пренесуваат на YouTube каналот на ракометниот клуб Прилеп. Ќе можете сите вие медиуми да го привземете и да се пренесуваат директно овие настани. Тоа е во мојот дел. Сега би му дал збор на подпредседателот на ракометниот клуб Прилеп и представникот на Конфи Ангел Никола Чаданов. Говорете. Здраво на сите. Благодарам што дојавте тука. Сед да ски кажа прилично се околу организацијата на тој турнир. Јас само би додал дека Конфи Ангел како општествено одговорна компанија која е присутна во најголем дел на сите настани тука во градот, дали се поврзани со спорт, култура и без разлика на од кој тип, се трудиме да ги помагаме, да го збогатиме општествениот живот во градот, така и од оваа сезона како генерален спонзор на ракометниот клуб Прилеп. Логично беше да го помогнеме овој турнир и да помогнеме на организациониот одбор, се вклучиме да го издигнеме на едно повисоко ниво. Тој секоја година се развива и се издигнува и добива на квалитет турнирот, меѓутоа сакаме да организираме еден турнир кој ќе биде препознатлив за Република Македонија. Секако би носели и екипи уште подобри во иднина, да стани еден бренд, ајде на Прилеп. Тој е веќе бренд, меѓутоа бренд за кој би се гордееле, нормално Миле Нешковски знае што значеше за ракометот и треба да го испочитуваме и да организираме еден турнир на највисоко ниво. Не знам што друго би додал во делот на организацијата и тука сме нормално по 4 надпреварувачки дена да пренесеме што е можно повеќе и да имаме што е можно подобра организација. Исто јас би сакал да ги поздравам сите оние компании кои најдоа начин да го помогнат и да го спонзорираат овој турнир, затоа што без тие компании не би било можно да се одржи. Исто така би сакал да ги повикам сите искрени љубители на спортот, особено на ракометот, да бидат присутни во салата на средното општинско училиште Ристе Скиричко, да го поддржат Рака Прилеп, да го поддржат овој нов проект и нормално во иднина да растиме и да се развиваме како што треба.